Јас сум Елена Лука, менаџер на модниот бренд. Две букви кои многу говорат. Елена Лука, бренд кој е препознатлив на македонската модна сцена. Едноставно име кое во себе крие не само елеганција, екстравагантност, истакнување на женственоста, туку е полно со емоции, затоа што името не случајно е одбрано. Елена Лука е комбинација на двете имиња од моето име и името на мојот син, Лука. И мислам дека одлично се вклопи едно во друго. И така имам дефицит од присуство до мојот син, вака се вклопив име до име и многу лично си го чувствувам името, да кажеме, многу ми значи, одлично поминува како што приметувам. Елена Пандева Киртизовска е жената која зачекорила во светот на бизнисот во една машка професија. Спротивно на креирањето фустани, креирала во градежништвото. Како всушност излезе целиот склоп на околности да решите да отворите? Добро е, малку е да речеме специфична споната, поготово кога еве на 40 на години, нели, човек ќе се реши да почне некој нов бизнис и сигурно изгледа малку специфично. Од друга страна, интересно е градежништвото, поготово што луѓето го таргетираат како една од најтешките дејности, најчесто е врзана за една груба материја. Меѓутоа во градежништвото има доста креација, би кажала, и сметам дека не случајно е споната со модата, затоа што и во градежништвото можете да создавате, да творите, да проектирате, да градите, да создавате интериери, има бои, значи милион финеси кои што се многу битни. Би кажала дека јас таму пораснав како дете во една семејна фирма градежна. Мојот татко Живко Пандев е основач, ментор на мене како човек кој што еве денеска функционира на македонскиот пазар, нели, во нашиот бизнис сектор. И му благодарам за тоа што ме внел во овие води, сум учела покрај него. Тоа е фирма која што е стара 30 на години. Јас сум дел од Жикол, да кажеме, едно 20 години секако. Во 2004 година добив навистина награда за жена менаџер во делот на човек кој што го менаџира секторот за недвижности во Жикол. Меѓутоа, генерално сум инволвирана во сите делови на Жикол, значи менаџирам политика генерална на фирмата, затоа што е семејна фирма со 100% приватен капитал. 3 децении Жикол е компанија која е позната по своите градби, не само во Македонија, туку и во Источна Европа, Германија, Црна Гора, регионот. Уште како дете под менторство на својот татко, а заедно со братот, Елена осознала како е да се биде одговорен. Многу е важно што и во делот на модата, значи денеска во оваа модна приказна на Елена Лука имате не само креација, него имате и дел кој што е нормално менеджмент, кој што е организација на една работна единица, кој што во многу наликува како и на сите други работни единици, без обзир дали ќе е градежништво или друга фела или друга сфера на делување. Така да мене сигурно дека менеджментот од Жикол многу ми помогна да во Елена Лука го поставам фундаментот на фирмата, да кажеме да имам сенс за избор на тим, да сум свесна за околностите економски во Македонија во кои што работиме и на кој начин можеби треба да се позиционираме. Знам што значи континуитет во создавањето или да се издржи во една работа, поготово кај нас каде што имаме еден специфичен капитализам се уште недооформен. Така да мислам дека бев свесна за сите предности и слабости што ме очекуваат, токму поради искуството во Жикол, да е на база која што имам, да. Градежништвото не е само за себе единечна активност, туку тоа е еден вид на мултитаскинг. Оваа реченица стои на веб страницата на Жикол. И во овој бизнис еден проект е успешен доколку правилно се планира, проектира, се дизајнира. Сепак и овде мора да се создава со стил и со душа. А Елена ја внела својата душа и својата духовност и во Жикол. Долга е листата на објекти кои ги изградил Жикол, како на пример Струмичкиот плоштад или многу институции и згради. Потписот на Жикол стои и на конаците на манастирот Јован Бигорски, многу цркви и други верски објекти. Тоа е за мене еден посебен дел од градежништвото, каде што реков има еден посебен дух, една друга креација, каде што треба да ја доловите автентиката на тоа што го носи манастирот, на старите времиња, и тоа е една многу голема специфика да се одработи. Значи, мислам дека е повеќе уметност, воглавно ме тешко да се изработи градежнички по статики и по сите други нели параметри, меѓутоа имате нешто што се вика на крај изглед на објектот кој што мора да биде убав за конзумирање за окото на тој што нели поминува покрај него.
Жикол сега имаше стотини вработени. Базата е во Струмица, од каде потекнува Елена и незиното семејство. Таа морала да се наметне во светот на мажите, во светот на градежништвото, каде има строги правила, нема отстапки и грешки. Токму така го создала својот авторитет, одлучноста и помалку строгиот изглед. Ова Елена Лука ќе речете е добра женска фирма, женска професија. Меѓутоа кога жена ќе се појави и ќе се наметне во една фирма каде што обично мажи царуваат, какви беа реакциите да менаџирате и да учествувате во менаџирањето на една таква фирма како Жикол? Многу интересно, ние секојдневно имаме некои состаноци со нашите вработени, на крајот, да речеме, пред крај на работното време и правиме шеринг на секојдневните информации, распределба за наредните задачи, сега зборувам за градежништвото. И кога ќе видите вие на една конференцијска маса дека седат, значи сите се мажи, само Елена е една жена и навистина е една многу специфична состојба. Предпоставам дека тоа е веќе начин на поставеност во однос на трети лица, на клиенти, на вработени. Тоа е кога имате комуникација со машкиот дел и генерално во бизнисот, градежништвото е навистина сепак една сериозна гранка каде што вие не можете да си дозволите никаков тип на кокетирање или на креативност, отстапување од одредени параметри, каде точно се знае дека ако сгрешите многу малку може да се случи фатална грешка. Носам и топла душа помалку. Елена својата инспирација за креирање ја нашла во жената, но и во потребата да ја потроши својата креативна енергија, спојна бизнис и љубов кон модата. Дали сите овие работи уште како дете, како хоби ги носите во себе, па сакавте сега да ги изразите и конкретно, или едноставно решивте од еден бизнис во друг? Мислам дека да работите мода, поготово во Македонија, е еден огромен ризик и една голема акробација бизнис. И мора да имате голем порив за создавање такво, значи да имате некоја креативност која што ве влече да го направите тоа, да го работите од љубов, за да почнете да го работите. Значи немаше кај мене никаков бизнис експеримент, најмногу беше љубов во прашање. Уште како мала се сеќавам на некаде и пред прво оделение на малите кукли, јас наоѓав материјали, па им создавав облека. Значи сигурно тоа сум го носела како кот уште од дете. Од друга страна, на мои 20 години јас веќе имав во Струмица, да речеме, еден простор каде што продавав облека, одев секојдневно, тргував со женска облека исклучиво и ја носев од страна и ја препродавав на македонците. Значи, одлично се снаоѓа во тој дел и околу 5 години работев веќе трговија со, значи мене ме влечело од секоја женската мода. Меѓутоа, од секогаш сонував за создавање на сопствен производ. Сепак основната идеја на постоењето на Елена Лука е да ја направи жената среќна, да ја направи да се чувствува убаво. Не е тоа мода само за манекенки кои ќе прошетаат на модните писти, ниту креации за оние со идеални пропорции, туку е истакнување на убавината на секоја жена. Може би се прекрши моментот кога се роди мојот Лука, 2004 година, и некако имав проблеми, да кажеме, во делот поради промената на конституцијата на телото во многу краток временски период. Имав потреба да се изразам себе си низ една сопствена облека и така веќе имав проблем со некоја гардероба по градов и во Македонија генерално. Почнавте да се креирате за вас. Гледав дека сите наликуваме едни на други, значи се знаеше тие беа 5-6 ресурси од кај што можете да набавите облека и сите ќе се сретнеме по градот и личиме една на друга. Како почнавте? Почнавте вие сами да креирате, па тоа се шиеше, или почнавте од старт со организација на фирма? Еве ќе земам, да речеме, 2 креатори, 3 други помошници и слично, па ќе направам фирма. Бев свесна дека има технички работи за кои што ќе морам доста да учам, иако нели можеби го почнам тоа во некој поминат дел од животот. Меѓутоа имам кај мене вистински техничари, луѓе кои што, како што е, да речеме, конструкцијата, моделирањето на моделот, исто како што е во градежништвото, се знае што е инженер, се знае, значи, статичар. Тоа се технички кадри каде што вие не можете сега да им се правите нив менаџер. Значи можете само да направите една здрава селекција на тим и да видите дека производ кој што го создава, јас можам да го нацртам, да го осмислам или да го дадам да се произведе. Меѓутоа, обавезно се консултирам со моделарот, со конструкторот, со шивачот, значи сите си имаат еден свој дел во создавањето на производот. Првото модно парче кое го креирала била сет на блуза и панталони. Се уште стои времен како потсетник за стартот, но и желбата да се оствари сонот. Ако не се следи мојата модна приказна, јас нема да функционирам. Ќе бидам многу искрена, своевремено имав еден експеримент на почетокот кога почнав со Елена Лука.
од еден голем почит кон луѓето кои што да речеме завршиле моден дизајн, дадов еден послободен простор да се направи една колекција онака како што дизајнерите ја гледаат. И да кажем, имав голем проблем во тој дел, после околу реализација и продажба, затоа што јас не се препознава во производот и не можев да го продавам. А сте тргнале да направите облека која ќе ја носат жените, како што рековте? Ама така како што јас ја гледам, дали ќе ја носат, дали нема да ја носат, требаше јас да се измерам на пазарот. Од друга страна, не можам да го продадам ова ако јас не го создадам. Значи, јас имам проблем во тој дел да го создадам производот ако не е мој. И во тој случај се извинив на дизајнерите и реков со цела почит кон сето тоа што го работите, меѓутоа најверојатно ќе мораме да ја тераме мојата приказна, па и колку да е луда или неприфатлива или какво и да е. И едноставно ќе нисавме по тој пат. Останете човек без оглед на вашата позиција и мок. Негувајте ги хуманите вредности, помагајте им на оние на кои им е потребна помош. Секогаш поделете го успехот со другите. Само тогаш тој ќе опстане. Оваа мисла на Елена Лука не е случајна. Оти она што го носи како личност не може да не се препознае во менаџирањето, а тоа е хуманоста. Најпрво ми беше многу битно да не заборавиме каде твориме, каде работиме. Јас мислам дека ние имаме малку проблем и страдаме на моменти од комплексот дека ние сме во Македонија и дека во Македонија со нашиот македонски потенцијал што тоа можеме ние да создадеме. Јас би кажала дека ние можеме да создадеме повеќе од светската мода, само треба да работиме на тоа. Имаме огромен потенцијал, еден одличен ген, значи една голема естетика и мислам дека тука е разликата зашто Елена Лука отскокна од некои други брендови кои што во делот на модата функционираат. Не дека сме подобри или полоши, едноставно поинаку ја терам целата таа приказна која што вие сте ја приметиле. Од друга страна, хуманитарните приказни тоа е веќе една друга работа. Значи тоа е нешто што го носам од порано, тоа сум го работела и во Жикол, тоа е нешто што го правите како дете, тоа е како кога ќе ги дадете последниот џинс на својата другарка или ќе извлечете нешто од дома или парче леп на некој дете ако нема што да јаде. Мислам дека тоа е веќе едно многу лично убедување и една лична потреба да ја поделите среќата со другите или да им помогнете на тие кои што во моментот не можат да си помогнат, а вие можете мал дел да допринесете да им се намали болката. Овде доаѓаат жени со различни години, професии, вкусови. Овде секоја од нив се пронаоѓа себе си, затоа што модната куќа не е продажен салон, не е земење мерка за фустан. Процесот на креирање е посуптилен, но и полн со љубов, вели Елена, која се обидува да ги натера жените да си го сакаат телото, без оглед на облините. Елена Лука е народен бренд за сите моден и апсолутно не правам јас дискриминација со кој ќе работам, со кој не. И мислам дека тоа исто е на наша предност и за тоа постоиме за луѓето. Многу интересно, кога почнав со оваа работа, приметив дека жените во Македонија има едно убедување на предрасуда дека постојат убави жени и само неубави жени. Да, и крупни жени. Неверојатно е. Значи, мене тоа реално многу ме натажи, да речеме. Јас ја знам убавината на жената генерално по енергија. Така да секојдневно дека поминуваат жени, дискутирам со неразлични жени и така натаму, така да ја знам дека секоја жена си носи сопствена убавина. Најпрви мислам дека ние и основно е да работиме на тоа, да се прифатиме дека најпрви сите сме убави и дека убавината и во облините, дури сум имала и такви кампањи и работев на тоа и се уште планирам уште еден поголем проект, дека ние не сме дебели, дека ние сме убави жени, значи точно се работи на што ми е многу жал да се работи на таква кампања, меѓутоа најверојатно години некој друг работел да обезбеди мото дека треба ние да бидеме максимално, не знам, витки, какви, онакви, со какви пропорции, а поднебието не е такво да се раѓаат такви жени. Најпрво почнав да ги менувам таа перцепција за бојата, за себе прифаќањето, за волуменот на телото и мислам дека морам искрена да бидам. Не верувам дека од Елена Лука од овој салон излегла жена која што била несреќна во тој дел, да не била задоволна од креацијата која што сме ја создале конкретно за неизе. Со најмалку 2 редовни модни ревии годишно, многу фотосесии, каталози и медиумски представувања, Елена Лука веќе е етаблирана и препознатлива на пазарот. Но ова не е комерцијална облека, туку стил што го создава. Разликата е во автентичноста и личниот печат. И е многу битно што ние работиме облека по нарачка, дури работиме облека, да кажеме, за сите ивенти кај еден клиент. Значи, од облека за на работа, за на коктейл, за вечерни излегувања, за специјални пригоди. Значи, стилот ќе си го создавате со тој стилот? Од
Од вечерни тоалети, коктел, фустани, венчаници до облека за современа модерна жена и артистички креации кои се дел од оваа несекојдневна мода. Студиото е само еден мал патоказ што се има во креациите со знакот L. Добро, еве да видиме што се креира овде. Овој дел веруваме дека повеќе со вечерните тоалети, добро има една коктел халина, венчаниците. Абсурд е кога ги работиме тоалетите вечерни да не се работи венчаници. И венчаниците се еден посебен една посебна убавина за изведба, еден посебен програм на халини, каде што ми е неописливо чувството дека ги создавате. Најголемата вистина е дека најпрво ми ја создаваме венчаницата и според неизе можеби го создаваме целиот концепт како ќе се случува самата прослава на венчавањето. Така да се повеќе користиме бои, значи зависно од тоа каков ќе биде концептот, се договараме. Младите немаат предрасуди, сме правили венчаници кои што се доста кратки. Што најмногу се троши? Или нема правила? Па јас мислам дека нема правила, реално да збориме. Значи, свечениот програм секогаш се троши, вечерните халини, венчаниците, коктел халините секако. Комерцијалниот програм е нормално да се троши, затоа што вообичаено секојдневно се носи. Актерката Натали Гал своевремено облече фустан за доделување на Оскарите, креација на Елена Лука. Уникатноста беше причина да се најде и на театарска сцена, во опера, но и на телото на многу жени дипломати, политичарки. Сето жени кои едноставно знаат што сакаат без оглед на професијата и возраста. Кои се плановите за да малце повеќе брендот заживее и надвор од Македонија? Да кажеме, јас сум особено среќна што соработувавме со доста луѓе од надвор, од околните држави, да кажеме од Србија, работевме со доста од луѓе од естрадата. Одлично не познаваат таму, во Црна Гора веќе не познаваат. Во Хрватска работевме со Шола еднаш, знам, значи и од таму веќе сме имале клиенти. Од Србија сме имале навистина најмногу. Од Албанија и од Косово имаме доста клиенти и луѓе од естрада кои што соработуваат со нас. Така да сме имале доста покани да се појавиме некаде надвор, нормално, дека тој по логика на нештата би требало да биде мојот нареден план или чекор, да излеземе малку од границите на Македонија. Македонија нема Оскари, ниту кански црвен тепих, нема модна недела на која доаѓаат светските модни фанови, но има традиција. Од памучните полиња на нашите предци до податливоста на македонската жена за создавање на овдешна автентична облека. Дали има услови за една жена, еве како вас, да сака нешто да направи и тоа да го направи? Навистина е тешко во Македонија да се работи мода, затоа што претпоставувам најбитен е економскиот аспект. Колку и ние да сакаме убаво да изгледаме, ќе треба, нели, сето тоа си има некоја финансиска конструкција која што на крајот треба да се подмири. Ако гледаме долгорочно, навистина има потенцијал да се работи, меѓутоа реков, најпрво ни треба квалитетна работна рака. Ние иако имаме традиција, сме држава како што рековте на памукот, од секојаш од нашите прапрагенерации имаме некоја традиција, меѓутоа многу е тешко поради лон системот во Македонија кој што се работи со години да најдете соодветен кадар кој што ќе може да одработи производ, да речеме, некој поспецифичен. Успешно раководи со така наречената машка професија, градежништвото и со женската мода. Елена Пандева-Киртизовска создаде македонски бренд, народен бренд. Елена Лука покажа дека секоја жена е и убава, и различна, и специфична, и уникатна, и сензибилна, зависно од она што сака таа да го одбере, зависно од тоа каква енергија ќе сподели или земе од оваа модна куќа. Многу жени ми кажуваат дека Елена Лука веќе оставила печат во етерот моден, значи за ова 3-годишно работење, и дека се случила некоја модна револуција, не дека претходно не постоела, меѓутоа дека немало мода во Македонија, меѓутоа дека сме оставиле едно, да речеме, еден поголем моден капацитет на енергија и едноставно жените можеби конзумираат од целата таа наша модна приказна. Мислам дека ние извршивме некое влијание, ако ништо друго, сигурна сум дека Елена Лука ќе остане запишана во историјата на македонската мода, тоа нескромно го кажувам, како некој кој што направил голем напор да направи исчекор поголем, да создаде едно масивно производство на мода, и мислам дека ние бевме единствено спремни да го направиме експериментот, ризикот, и за среќа македонската жена го прифати тоа.